Русино создава алармантна состојба со загадувањето во Гостивар и околината, нагласија денес на пресконференција од граѓанската иницијатива Гостивар кој го сакам, која ја одржаа на депонијата. Од иницијативата велат дека Русино не исполнува никакви стандарди за депонирање отпад. Како што може да се види, депонијата работи без никакви критериуми, без никакви стандарди и тоа не само сега, туку цели 30 години. Ако веќе 30 години вдишуваме згаден воздух, нема да дозволиме нашите деца да бидат отруени во иднина. Депонијата Русино, која е причина за големо загадување во нашиот град, денес собира отпад од 9 општини во северозападна Македонија, но за жал отпадот се фрла таму, не се третира и изгорува, создавајќи алармантна состојба во врска со загадувањето на воздухот во Гостивар и околината. Освен воздухот, еколошки загрозена е и почвата, потенцираше Зулбе Ари, посочувајќи пример со порано надалеку познатиот бањички кромит и загубите на производителите. На неколку километри одовде се наоѓа и бањичкото поле што пред работата на депонијата произведуваше кромит за целиот пазар на поранешна Југославија, а денес, поради труање на почвата, како резултат на истекување на отпадни води од ова депонија, почвата веќе не е толку продуктивна како порано. Културите веќе не се здрави како некогаш, а загубите на локалните жители кои се занимаваат со производство на кромит се извонредни. Со оглед на овие тешки услови, ние како иницијатива ќе тропнеме на вратите на локалната самоуправа, Министерство за екологија и надворешните донатори, за да дојдеме до конечното решение за овој проблем што носи постојана грижа за нашите сограѓани и особено за нашите деца. Од иницијативата сметаат дека Русино може да стане современа депонија со стандарди како во европските земји и дека крајно време е да се искористат добрите практики во тој правец.